Познатиот македонски алпинист Здравко Дејановиќ во Битола ја презентираше својата книга Како го искачив К2, која представува личен дневник на авторот за искачувањето на технички најтешкиот врв на планетава, врвот К2. Дејановиќ со направениот подвиг стана првиот македонец, но и единствениот од Балканот кој ги има искачено трите најеминентни врвови во светот, највисокиот Монт Еверест, споменатиот К2 и најопасниот Анапурна 1. Ја пиша во книгата, баш оваа книга, дека и на 100 и на 200 метри пред врвот не се дадо да ме понесе тоа чувство дека врвот го мислам дека врвот со сигурност ќе го искачам, затоа што има многу ситуации на Хималаите, посебно на овие тешки врвови, кога на буквално на 20 на метри пред врвот се случуваат, да кажеме, нагла промена на времето или се случува појава на висинска болест како единицот и да не се искачи врвот. Значи ја држев до самиот врв без да ме обзема тие чувства на радост. Успесите на Дејановиќ се во самиот врв на светските достигнувања во алпинизмот, но тој вели дека не застанува тука. Пред него има уште многу поставени предизвици кои би сакал да ги совлада. Има 14 врва повисоки од 8000 метри. Сите, освен К2, се искачени во зимски период. Збориме за јануари, за февруар, што се третира дека е многу потешко од искачувањето во нормални услови, кога е мај, јуни или јули. И се спремам, ако успееме да се собереме како тим од цел свет, барем минимум 10 луѓе се спремаме, значи оваа година некаде декември да заминеме во зимско искачување на К2. Значи би напоменал уште еднаш, К2 е единствен врв повисок од 8000 метри што не е искачен во зимски период. Дејановиќ во 2014 година го искачи врвот К2, а најави дека за неколку месеци ќе следува и неговата втора книга, посветена на искачувањето на врвот Анапурна, во која исто така ќе го пренесе своето искуство од оваа авантура.